Од следниот прилог може да видиме за метроменството низ вековите наназад. Колку зутеха на сите мажи кои сакаат да се негуваат, Девид Бекам и Бред Пит се прогласени за метросексуалци на новиот век. Жаре, прашебе нешто, што се на мене оставя? Зашо тебе ти игра улога професијата? Гледаш ти како викаш за докторов што збореше, ви види како е симпатичен. Зашо не кажеш за мене, види како си симпатичен? Ја за секој што многу убав. Многу убав, да. Докторот ќе го повторим уште еднаш. Ако сме веќе ке докторот, требам да прашам нешто, имам уште еден голем мит. Да го пуштим уште еднаш доктор. Зашо девојките сакаат доктори, да речеме, а не сакаат навистина. Да, па некад пациенти сакаат доктори, зашо? Пациент кога можеш доктор да години пред мажење. Кажи, Предраг, кажи што е проблемот. Што се случува? Хајде, кажи, сина, исповедај се. Симнија маската од лицето. Маската е симната многу одамна. Ево, кога правевме муабет за девојки, кој вика што не одбива, што не привлекува за маскава, не одбива тоа што маските не ги си менјаат. Никако, со маски си одат дома, си излегуваат, па немаш да им ги симнеш, така као Девид Коперфилд. Ние, ја им ги симињам одма кога ги се познаеме, него они ги носат, продолжува да ги носат. У празно. Се разочаруваш од младава популација? Не. Се може плашиш да ли одговара, од... мислам, не ми е жал тоа што се дешава низ градов, но не викам дека не ни одговара. Која е млада популација, мислам, он па он по 20 години, на 20. Млада популација, он не е педофил, ти го прашуваш кога да брка девојка 16 години. Полнолетни. Внимавајте, ова се снима некој Тео пак девојката треба да биде 10 години помлада од него, 12 до 15 некај, пак има 25. Група на млади што искачате од 18 до 25. Така, значи 25 е таа категорија за тебе, така? Што искача највеќе? Не, за годиниве, мислам, зашо девојка која пример жена на 30 години топ, да. Која на 30 години изгледа топ. Значи, за жал кај нас многу тешко се наоѓа девојка на 30 што изгледа добро. Они ќе напуна 30, јадат пунети пиперки, јадат навечеру 3 сат грицкаат чипсови, изгледаат се дебеле. Да. Така. Не спортуваат. Не инвестираат у себе. Застанеш на лудиот камен? Не, спомнавме денек девојки 25, 20, значи да знаеме дека не се малолетни тоа. Не, земено реално на пример жениве некако као да имаат по краток рок на траење. Мислам, она. Не као да има, особено кога се од кога ќе се омажат, значи жениве од кога ќе се омажат како да постигнале целта и после удри на јадење и на лежење многу
се домаќинки стануваат, Види го, Брека готвачи. како Значи мудро зборувам за чути, поголем процент, не за сите. Па кај Еве, него тук не имаме јадат, примери на човек, добро за што да негувани збори? жени од Кај него не се државата. удрени на јадење, Али затоа се генерално ќути. Кај вас таму во радијата и джунгла на асфалт нема такво ништо? Не. Кој бе? Сити радио? Внимаваат? Он не држи храна во Дело фриждер. кругот во кој јас се движам, жените дефинитивно внимаваат на себе. Така ги тренираат. Сега има такви што се вика. Во поголем процент, значи зборам општо, не Огромен. зборам Точно, за гледаат како за мисли, конкретни се кругови. омажи тука, застанува и дури по цена се разведе после нека X година, битно моето помина, се Целта е омажи постигна, имам. Да. Не се. Пет мажа. Кај него во фриждер само решетки има, како у затвор. Нема јадење. Шишија вода. Слушај, се се менува, Континуирано. Кога кога се збори? Значи се менуваат времиња во љубов, што знам, порано прва брачна ноќ, не знам, па на 24 години, па се скалите се симнуваат, слушам некои по 3-14 години веќе се впуштаат во секс. Тие Како тешко го кажува се. Е, него пушта. сексот. Па не, факт е, Жалосно, тоа да. изборуваме Жалосно, постојано навистина, да, дека жалосно. трагично И, што ни а абортираат она останува, малолетни значи девојчиња. секојаш останува, така да кажам. Значи останува желбата секоја девојка да сака да се омажи по секоја цена. Значи без разлика дали ќе го земе тој што ја одговара или не ја одговара или сите сонуваат за да се омажи. А мажите не сакаат да се оженат по секоја цена. Што е добро прашање, да излеземе малце од контекстов и ја да те прашам овака. Да, кој е успут, критериумот за пошто добра жена? Ние сме четворица мушкарци и не би можеле да даеме одговор на тоа прашање. Што мислиш ти, дали емоциите, љубовта, привлечноста поише играат улога у денешниот живот за да се спои една врска и да почнат луѓе да комуницираат на емотивна база или паричките средства да... Причината што и почнав да водам ваква емисија е од оно што го студирав од моите ученици. Значи, Не ти беше до пари. Децата веќе се помалку знаат што е емоција. Значи, бакнежот изостанува. Кога ги прашаш да ти дадат некоја асоциација на љубов, бакнежот изостанува. Ние сме виновни за тоа. Ние возрастните си ги отруфме собствените деца и станаа деца етикети. Не дека не знаат тие да се сакаат. Меѓутоа се живее во едно сосема поинакво виртуелно време. Значи, Фејсбукот го замени сексот и водењето љубовта. И самиот чин на водење љубовта станува спорт. Значи, тоа е едно брзо потезно водење љубов. Види се тебе колку широк диапазон има емисијава твоја. Значи треба да едуцираш деца како што е керка ми од 14,5 години и дете како што е Педжа од 40 нешто години. А и дедовците од 80. Значи него му треба не треба да него му треба девојка, жена која што ќе го разбере, ќе го свати, полна со емоции, со љубов. Мешаат нитроглицерин и виагри, тие треба да го слушнат. Затоа што он растел, да речеме, у време кога што стварно се баратало со малку емоција. Што се Имало, поштува нели, правите вредност. ние да речеме сме искачале, не знам кај да го спомнам, дали е Пирамида, дали е Бони, дали е, не знам, Љубе, Шанеда, имало унутра ќумбе, Така беше нафтено се ќумбе, подеа или дидовите, ќумбе на дрва, течеше вода па сме од дидовите. дремеле унутра, сме дремеле по секоја цена. Не за да направиш нешто. Да направиш нешто било чудо, појам, да те погледне некоја. Мене ако ме погледне некој 6 месеца, јас сум бил среќен, не можам да заспиам. Па као женска немаше си ја ритуал. кажуваше после дека идете да ти. Ама не беше процедура, не беше се брзо потезно и тука е убавината, што се одеше споро, slow motion, сега се е брзо, веројатно и Моја зграда кај мене гравитацијата. доаѓаше на гости едно девојче од Германија, Роберта се викаше, ми каже ден дека сум симпатичен, не заспав 6 месеца. Тоа е приказка. Денеска тоа го добиваш на секој чекор. Не го добиваш поради тоа што луѓето имаат во себе, носат нешто. Го добиваш од интерес, го добиваш од не знам што. Нели? Моќта на парите. Моќта на парите. Ама многу критериуми се изместени ве. Гледај сега од една што знам можда банална работа која приметува, која не приметува. Земете ги детскиве песни ве што се. Тоа се педофилски песни, значи ти сите деца пеат за љубов, нема за врапчиња, за природа, за татковината, за не знам за убавината. Сите пеат нешто, глеј што ми се случува, се гледаме, треба да се видиме, не знам, многу секс у тие песни, не знам и овие како не водат сметка некој да тоа се цензурира. Не можеш на мало дете да му дадеш да пее за секс и за љубов, дека му текнало на 9 години да со некое другарче си прават некакви. Кога веќе го кажа тоа, замисли колку е достапна порнографијата на интернет сетовите. Замисли едно дете од 10 години кога ќе го види тоа. Технологијата си го прави своето, нема бегање тоа, нема назад. Значи тоа што е отидено
секаде глобално, тоа Ајде тоа со Фејсбукот и се може некако да се санкционира, има забрани Но не е достапни и така порнографски натаму. сајтови. Меѓутоа еве и на телевизијиве имаме, значи на телевизијиве денеска вие можете да гледате многу изместени вредности. Дел и порнографија, дел да видите двајца мажи како се љубат тамо, што е Многу мислам непријатно. Непријатно, Еве, ти имаш две керки, седиме, нели? да, имам и син и две керки, значи Така. синот ми е веќе 20 години. Меѓутоа, Меѓутоа малечки, седиме, гледаме така. на сред бел ден, јас се чувствувам непријатно и не знам како да реагирам во моментот, дали треба сум модерен, современ, што да кажам, што не да кажам. Секое не второ знам. прашање на телевизија е ги оправдуваш ли геј популација? Дали ги оправдуваме? Што имам да има им да ги оправдувам, нема оправдуваме? оправдање да им дам у школа да идат или да не идат. Или што има да ги гледам тамо по геј паради, тамо да се блесават, да се соблакаат голи и да се тресат А и не би да зборувал кажат дека со се децата маргинализирани. отворено за нешто што ги интересира во врска со сексот? Би го Ако оставил тоа прашаат? на мајката или на Не, нема учителката? проблем да зборувам. Зборува Значи, отворено? апсолутно, да, апсолутно немам никаков хендикеп ни со Да ќерката, им ни со објасниш. синот да зборувам, меѓутоа пак сметам дека децава ми се у помала возраст за да веќе за да воопшто отварам некакви теми поврзани со тоа. Сметам дека се уште не се зрели и нема да ги разберат темите и затоа и ми смета ова што Абе знаеш, Да, има во теми што околина можеш да се ги случува. збориш и има време кога треба Да, ги збориш. зборам Значи, заистина работи со кои што овие. можеш да ги Да. разговараш, кои им е време и работи кои што можеш да ги Точно, да, разговараш кога не им е време. Поместени се Мислам, граници. Точно глупо е така, некако, ама уопште не ми одговара кога детето ми пее порнографска песна, а детска ја има, не знам, по фестивали ја пуштат или е хит некој. Тоа не ми одговара и тоа гледам да го спречам и да кажам дека воопшто нема никаков квалитет ни музички ни текстови. Сепак базата е дома, Се родителите. насмеа пред некој ден. Родителите. Значи, Да, апсолутно пристапно. Дека го вика пристапно. синот, вика сине дојди да поразговараме за сексот. Вика кажи тато што те интересира. Да ти кажам. За жал да, така е. да, се сменја времењата. Сега ќе пуштиме повторно симпатичниот доктор. При да го пуштам него, Шо не чисто ме зборови со интересира, за да докторот, ме човече, проверам. ти болje Дали доктора да жаре го каже. некогаш си се оправдал кога не ти е доводен љубов со твојата драга сопруга, дека те боли глава. Или обратно, дали твојата драга сопруга ти кажала не можам вечерва, ме боли главата. Види, у животот има добри и лоши моменти. Сите тие состојби и ситуации се нели пропратени со, да речеме, ситуации која треба да си даеш оправдание прво на самиот себе. Треба да се запрашаш ако нешто не ти е потама или нешто не ти штима, треба да се прашаш самиот себе си да си даеш одговор, а не да му даваш одговор или образложение на тој другиот. Ако веќе дојдеш у фаза кога некого не можеш да го поднесеш или не можеш да правиш нешто со него, тогаш Абе не ми врти Тоа е сега веќе со тоа крајност. војакијата, Не, тоа е конкретно се крајност. откачил жена за главоболка. Што е? Затвори ја тоа книгата. Затвори тоа, види го можам Коптер да заврти. кажи што те интересира Од околу ја тачно? фати. Откачуваш во име на главоболката жена која похотно те посакува за секс. Мене ретко ме боли глава, ти Ретко, кажам право, ретко ме. професор. Дали вас, драги мажи, ве боли главата кога треба да водите љубов? Нервозата и главоболките поминуваат со водењето љубов. Тебе изгледа дома ти се вадат со Па ја глава, знам, болење не тра- се и нас ни Не форсираш треба да го пуштам докторот. Да. Зашо може нас не боли колено? Еве, сега Што ќе ти го- ни наметнуваш нас мигрена и Водењето главоболки без љубов потреба? релаксира, значи и ако си напнат и ако те боли глава, кога ќе водиш љубов, треба тоа да ти биде задоволство, релаксација. Не знам зашто болење глава. Едино ако си дошол преку глава на жена, типа Па те боли глава. па не за да ја боли глава или тебе да измислиш да те боли глава, мада ова сега извитоперено, обично тоа важи за жените, ме боли глава. Се прв пат слушам дека тука некој јас. маж го боли глава, па неќе да Ќе има се секс. надоврзам Вас не ве болат глави, нас не Вицот болат. го знаеш, Повелико нели? нешка Двајца е. одат на сафари, маш и жена, нели? Шетаат убаво име и наеднаш ги напаѓа мајмун и женава каде ќе бега, се качува на дрво. Мајмунов сака да ја нападне и она го прашува одгоре, кажи помогни што да правам. И што ги кажува мажот? Сега кажи му на него дека те боли глава. Оно што ми го кажуваш на мене, нели така? Еве, убаво кажа. Значи жените секогаш кажуваат дека ги боли глава. Да. Добре, ја сега ќе имам среќа да разбиеме. имам доста помлада жена од мене, никогаш не ја боли глава. Нема Тоа- мигрена. Ова е убава многу. Нема мигрена. И не ја боли глава. Ја посакам да си најдам некоја постара, да не морам да викам дека ме боли глава.